Минатиот месец во Центарот за култура Илјо Антески Смок беше представена новата кореографска постановка Подгор долни полог на авторот Бобан Трпковски. Токму тоа беше повод денес утринскиот чај да го испијам заедно со него, за да дознаеме нешто повеќе за оваа втора кореографија на овој млад автор кој што придонесува многу за афирмирање на фолклорот заедно со неговите најблиски соработници и со членовите на културно-уметничкото друштво Кирил Пејчиновиќ од Тетоец, кои што беа изведувачи на кореографијата, заедно со членовите на вокално-инструменталниот состав Аманет. Бобан, добро утро. Добро утро и на вас, добро утро и на сите гледачи на ТВ Алфа. Ви благодарам на поканата за учество во оваа емисија. Неодамна имаше можност да присуствуваш на твое големо задоволство на промоцијата официјална на твојата втора кореографска постановка. Па иде малку да ни кажеш околу самата кореографска постановка, околу идејата, но и долготрајниот процес на истражување и подготвување на истата. Значи, јас веќе долго време истражувам во долни полог од областа на фолклорот и сите тие материјали кои ги истражив во селата во Подгор, односно во подножието на Шарпланина и општо во Тетовскиот крај, сите тие материјали сакав да ги овековечам, да ги спојам во една ваква кореографија, односно кореографска постановка Подгор. Името Подгор потекнува од самиот предел, односно селата кои се наоѓаат во подножието на Шарпланината, тој предел се нарекува Подгор. Додека во низините долу се нарекува Поселје. Колку време ти беше потребно за да ги направиш потребните и неопходните истражувања и да ја осмислиш и составиш кореографијата? Реално процесот е многу долг, значи од почетокот на самото истражување, потоа од наоѓање на автентични носи, доработка на делови од носи за сето тоа да изгледа убаво и автентично. Потоа треба да се најдат потребните реквизити, да се најде озвучување, светло, да се најде оркестар традиционален кој ќе може да ја изведе таа кореографска постановка. Исто така мора да се направи аранжман на сето тоа. Аранжманот му овој пат беше задолжен магистерот Дарко Илиевски. Му благодарам и успеа навистина да го спои тоа на еден автентичен и убав начин. Исто така за придружениот оркестар кој се погрижи за тој настан, за таа премиера, беше Вис Аманет од Скопје, костимограф исто така, Коце Исајловски од Непроштено, имавме башки вокални солисти од Средното училиште Николовски Луј од Скопје. На официјалната премиера на постановката Подгор, освен сите овие твои соработници, имавте и гости, културно-уметнички друштва од други градови во нашава земја, кои што дојда исто така да ја поддржат вашата идеја и програмата. Да, имавме и гости со цел на збогатување на самата премиера, бидејќи кореографијата трае само 12 минути. Идејата ми беше да се збогати тој настан, па така успев да поканам гости, односно Кут Гоце Марковски од Скопје, со исто така една нова кореографска постановка од исто млад автор, Бован Блажевски, со наслов на кореографска постановка Папрадишка китка, исто така Кут Илинден од Битола и исто така и Вис Аманет од Скопје настапија со свој вокално-инструментален настан. Како беше одзивот на тетовчани, дали беше салата полна до последно место и како тие ја поздрави и како ја дочека изведбата на новата кореографија? Да, со оглед на тоа дека ноември е стварно навистина преполн во Тетовскиот крај, Центар за култура скоро секој втор трет ден има некој настан. Бевме задоволни од самата посетеност на настанот. Исто така на премиерата имавме и пред премиерата беше извршена рецензија од страна на научници од страна на област на фолклорот,
Тоа беа професор доктор Родна Величковска, која е етномузиколог, доцент доктор Стојанче Костов, кој е етнокоролог, и професор доктор Зоран Малинов, кој беше етнолог, и од нивна страна пред премиерата беше извршена рецензија на кореографијата и навистина оставивме и јас како автор, и оркестарот, и сите други соработници, учесници, играрците, оставивме добар впечаток на нив како комисија. Дојде заедно со дел од членовите на културно-уметничкото друштво Кирил Печиновиќ Тетоец од Теарце, кои што се облечени во убавите оригинални носи од овој крај на Македонија. Може ли, Бобан, да ни ги објасните главните специфики на овие носи? Значи, главните специфики, машката носија е, да речам, поедноставна и составена од помалку делови, односно се состои од чашири, кошула, појас и кепе и на главата шубара, додека пак женската носија, може после да ја видат гледачите, таа е малку посложена, поукрасена, побогато везена, се состои од подкошула, кошула која е главната везена кошула со богат релефен вез на црна основа, срма и тел. Потоа мало елече од материјал антерија, потоа горно елече кое може да има различни типови, саја, потоа горник, шубаре, клашник, чурдија и така натаму. Исто така има многу богат украсен накид, главно составен од џердани со пари, потоа на главата плитанци, исто ситни паричиња, фес, вотус, со навистина многу составена од многу делови, и исто така е специфично многу забрадувањето, да речам, односно начинот на кој се мести шамијата на главата, тоа е во литературата познато како забрадување. И самите девојки во долни полог биле наречени белокрпки, бидејќи носеле бели крпи украсени со срма, така, везени. Бобан, уште еднаш честитки за новата кореографска постановка Подгор, долни полог, тетовчања и воопшто сите македонци има со што да се гордеат, се додека имаме млади луѓе кои што се вистински влюбеници, афирматори на македонскиот фолклор и на нашата богата традиција. Така, се упатувам апел до сите млади автори, аматери, што повеќе да создаваат вакви дела, за да се со цел создавање на нови дела, бидејќи тетовскиот крај е еден од помалку истражените и во литература и на терен. И така, идејата и целта ми беше да создам уште една кореографска постановка со цел афирмација на гласоечкото пеење, афирмација на народните ора кои се играле во долни полог, односно на крајот на 19 почетокот на 20 век, а исто така и да се афирмира долнополошката носија која е една од најубавите носи. Сите што има можност да ја видат премиерната изведба на кореографијата Подгор, едногласно се согласуваат дека целта е исполнета, а посакувам во следниве години да бидеме свидоци на уште многу вакви премиери и да дочекаме уште голем број нови кореографски постановки. Благодарам. Благодарам на вас. Добар ден, јас сум Емилија Смилевска, долгогодишен член на КУТ Кирил Печиновиќ. До мене се исто така Марко Коцевски и Сара Сибиновска, исто така членови на КУТ Кирил Печиновиќ, Теарце. И исто така учествувавме во новата кореографска постановка Подгор. Прилично помина добро, со ситни исклучоци, но сепак вложивме труд од наша страна, најмногу колку што можевме, и исто така нормално од страна на авторот Бобан Трпковски, воедно и нашиот кореограф. Напорни ли беа подготовките? Па, искрено беа малку напорни, но сепак нормално мора да се вложи труд и малку да биде напорно за да се успее и да биде успешно реализирано.
Ве наградили публиката со аплауз за вашата изведба на новата кореографија Подгор, Долни Полок. Да, нормално, како и секогаш. Имаше аплауз, нормално. Секако заслужен. Што значи за вас младите да бидете членови на едно културно-уметничко друштво и да го изучувате и практикувате македонскиот фолк? Да се биде член од едно културно-уметничко друштво, како што сме ние, значи да се негува традицијата и да се пренесува од колено на колено. Исто така, нормално се учат нови работи, се стекнува друштво, се оди по турнеи и слично. Мислам дека секој вреди да се проба да биде член од културно-уметничко друштво. Како, например, нашето, Кут Кирил Печиновик и Теарци.